Започнуваме со урбаните вести, добре дојдовте во нив. Денеска градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски се сретна со мониторинг офицерот Матијас Бихлер од мисијата на ОПСЕ во Скопје. На средбата се разговараше за проектите кои градоначалникот започна да ги реализира веднаш постапувањето на функцијата, а кои истовремено беа и дел од неговата изборна програма и за проектите кои се започнати и продолжуваат да се реализираат, највеќе во делот на инфраструктурата во сите населени места во општина Газибаба. Град Скопје ќе ангажира работници за 6.000 денари. Опозицијата обвинува за непочитување на човечкото достоинство. Започнува неделата за грижа на стари лица. 2% Скопјани го селектираат отпадот целосно. Гостин во урбани вести градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски. Во основното училиште Љубен Лапе во општина Аеродром засадено дрво на генерацијата. Доделени социјални пакети за најранливите граѓани на општина Карпош. Жесток вербален судир помеѓу градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и советничката Светлана Колариќ од редовите на ВМРО ДПМНЕ предизвика предлог одлуката на Советот на град Скопје за вработување на 1000 работници за хонорар од 6139 денари. Една од точките кои се најде на дневен ред на денешната седница на Советот на град Скопје беше и предлог одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на програмата за дополнителни активности на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во делот на јавната чистота на подрачјето на град Скопје за периодот од 1.4 до 31.12.2017 година, со што е предвидено ангажирање на 1000 работници за плата од 6139 денари. Ова предизвика жестока дебата помеѓу советниците од опозицијската партија и партијата на власт. Една од најгласните противници на оваа одлука беше Светлана Колариќ, советник во Советот на град Скопје од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, која како што рече, работниците од предвидените средства ќе треба да издвојат 2000 денари за автобуска карта и храна, со што се омаловажува достоинството на граѓаните. Морам да укажам дека станува збор за многу популистичка и нечовечка мерка за 1000 работници кои што ги детектирате преку Министерството за труд и социјална политика. Ако на еден работник му дадеме 6139 денари за 21 работен ден, веројатно сте пресметале дека трошокот за храна и трошокот за превоз ќе го чини околу 2200 денари, и ќе добие едно предновогодишно пакетче од 4000 денари, со кое што треба да ги прехрани своите дечиња и својата фамилија за месец дена. Па се прашува, дали ова можеби е еден ефтин популистички трик да покажете или да се одолжите на вашите партиски војници на кои што им ветувавте минимална плата од 200 евра или просечна плата од 500 евра или 30.000 денари во Република Македонија кога ќе дојдете на власт. Од друга страна, овие работници кои што ќе се ангажираат, дали треба да поседуваат ХТЗ опреба или средства за заштита, заради тоа што ќе бидат на улица, ќе бидат на ветер, ќе бидат на смок и магла. На тоа одговор даде и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој како што рече, предвидените 6139 денари ќе бидат исплатени во нето износ. Превозот е организиран од страна на јавното предпријатие, плюс на секој од луѓето кои што ќе бидат ангажирани, му следи и надоместок за храна. Значи, овде кога зборувате, зборувам за нето исплата која што ќе добие граѓанинот, ослободен, односно со платен персонален данок. Станува збор за акција која што ќе трае 10 до 15 дена, значи ќе добијат многу повеќе од тоа што го кажувате. Секој од вработените ќе има соодветна опрема и соодветна заштита. Тоа е веќе обезбедено со цел да луѓето нити ни мрзнат, а да бидат соодветно означени дека се дел од акцијата и ќе чистат една добро организирана и добро смислена акција на која што потрошивме, да речам,
десетина, можеби и 15 и повеќе денови. Сепак и покрај бурната расправа, мнозинството во Советот на град Скопје ја донесе одлуката со која се предвидува организирање на еколошка акција во која ќе бидат ангажирани 1000 работници. Големата акција за чистење на Скопје или акцијата за чистење на Скопје, имајќи во предвид дека веќе полека влеговме во доцна есен и временските услови нема премногу да ни дозволат, ќе опфати чистење на сите 10 општини во градот Скопје на начин што целокупната инфраструктура на јавните претпријатија и човечкиот потенцијал кој што ги има таму, инфраструктура машинска, мислам, техничка, и човечкиот потенцијал што го има таму, плюс дополнително ангажираниот човечки потенцијал кој што го ангажираме по пат на оделување на средства со оваа одлука, ќе бидат лоцирани во општините една по една, значи нема да се дисперзира акцијата, туку се оди, да речам, од општина Бутел, целокупниот потенцијал се става тој ден еден или два, во зависност од распоредот. Тоа е оперативна работа која ще утврдуваме со директорите на јавните претпријатија. Се чисти целокупната општина и се мие од правот кој што долги години наназад ни по споредните улици, ни по добар дел по главните не е измиен. Предвидено е дека во колку ни дозволат временските услови, целокупната акција да трае 15 дена и да заврши со големо чистење на кејот на Вардар. Социјално загрозените семејства од општина Карпош денеска добија пакети со прехранбени производи и хигиенски средства кои беа собрани во рамките на акцијата Да бидеме хумани за нашите соседи. Градоначалникот на општината Стефан Богоев рече дека крајната цел на оваа активност е проблемите да се решаваат системски, да се справиме со сиромаштијата и невработеноста која е присутна и на локално ниво. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев подели дел од пакетите со прехранбени продукти, кондиторски производи и средства за хигиена на социјално загрозените домаќинства од Карпош. Оваа активност е во рамки на акцијата Да бидеме хумани за нашите соседи, која неодамна се одржа по 22 пат на 10 пункта низ општината пред поголемите маркети. Во урбаните заедници во Карпош 2, Владотасевски и Влае, градоначалникот Богоев ги додели социјалните пакети донирани од карпошани на кои им се заблагодари за големата хуманост. Сепак, како што изјави првиот човек на локалната власт, крајната цел е проблемите да се решаваат системски, да се справиме со сиромаштијата и невработеноста која е присутна и на локално ниво. Повторно во духот на солидарноста и во духот на она што е препознатлив Карпош како солидарна општина, карпошани донираа за нивните сограѓани, меѓутоа на нас како општинска власт, крајната цел ни е да имаме што помалку вакви случаи и што помалку потреби за донација на граѓаните, односно системски, заедно со централната власт да ги решаваме овие проблеми. Општина Карпош и понатаму продолжува со хуманитарните акции додека е тоа потребно, секако надевајки се дека на среден и подлог рок системски ќе ги решиме овие проблеми. Градоначалникот Богоев најави дека предстојат сериозни разговори со Министерството за труд и социјална политика и министерката Мила Царовска, со цел општина Карпош да се вклучи во поддршката на социјално загрозените граѓани преку конкретни проекти и активности. По повод Европската недела за помалку отпад беше презентиран извештајот од истражувањето на невладината организација Go Green, кој покажува дека само 2% од жителите на Скопје го селектираат отпадот, а 29% го селектираат делумно. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули истакна дека владата е подготвена со сопствен пример да почне со третирање на отпадот според европските стандарди. Истражувањето на невладината организација Go Green покажува дека само 2% од жителите на Скопје го селектираат отпадот, а 29% го селектираат делумно. Ова истражување беше презентирано денеска на јавната дебата дали го селектираме отпадот во нашите домови, по повод Европската недела за помалку отпад. Од испитаниците во истражувањето што е спроведено во руралниот и урбаниот дел на Скопје, од анкетирани 300 семејства, 46% сметаат дека немаат услови за селектирање. 80% се соочуваат дека има недостаток на контејнери за отпад.
Во однос на еколошката свест, околу 80% од жителите на Скопје се незадоволни од еколошката свест на своите сограѓани. Една половина скопјани смета дека граѓаните се најмалку одговорни за заштитата на животната средина, потоа централната власт со 28% и локалната со 11%. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули истакна дека владата е подготвена со сопствен пример да почне со третирање на отпадот според европските стандарди. Владата на Македонија ќе ги поддржи компаниите кои го рециклираат отпадот и дека со тоа ќе се придонесе за, како што рече, она што е најгорлив проблем, а тоа е аерозагадувањето. Мотото на годинашно одбележување е повторно користење и намалување. Мислам дека влегуваме во една нова пресвртница во Република Македонија во која што селектирањето на отпадот ќе биде онака како што е правилно и пропишано и по европските стандарди. Се разбира, промената на навиките треба да дојде од секој од нас, но владата е спремна да го демонстрира тоа на преку сопствениот пример и владата ќе започне масовно третирање и селектирање на отпадот, онака како што е пропишано, од аспект да го редуцира отпадот и повторно се користи. Второ, ќе влезе во поддршка на оние компании кои што го рециклираат отпадот, бидејќи на тој начин исто се намалува отпадот што постои во Република Македонија и сето тоа ќе придонесе за оној што е најгорлив проблем во Република Македонија, тоа е аерозагадувањето. Амбасадорот на Франција Кристијан Тимоние нагласи дека рециклирањето е значајно за Македонија и дека оваа проблематика ќе се решава со соработка со француски општини, од кои може да се искористи искуството. Целта е, како што рече амбасадорот, со правилното третирање на отпадот Скопје да се крене на ниво на најмодерните европски градови од оваа област. Ова проблематика се обидуваме да ја средиме, да ја регулираме во соработка со француски општини. Но имате среќа, така да речам, овде во Македонија, бидејќи покасно се вклучувате во оваа работа, така што можете да го искористите искуството и да во овој момент се вклучите со едни современи модерни решенија. Можам да ви дадам и пример, бидејќи ние работиме на една физибилити студија за прочистителна станица на отпадни води на градот Скопје. И исто така, работиме на начин на кој што повторно да се третираат отпадоците, се работи за едно современо решение кое што ќе му овозможи на градот Скопје да се издигне на ниво на најмодерните европски градови од оваа област. Во одбележување на Европската недела за помалку отпад се приклучи и компанијата Sunilens со екоакција за собирање и рециклирање на отпадни масла за јадење. Тие доставуваат 3 литерски пластични садови за собирање отпадни масла до домовите на граѓаните и кога ќе биде наполнет садот доаѓаат да го испразнат, при што подаруваат половина литар дијамант сончогледово масло. Во основното училиште Љубен Лапе во општина Аеродром денеска се одржа акција за засадување на дрво на генерацијата по повод Светскиот ден на дрвото 20 ноември. Како што информираат од општина Аеродром, целта на оваа акција е кај децата уште од најмала возраст да се развие еколошката свест и грижа за здрава животна средина. По повод Светскиот ден на дрвото 20 ноември во основното училиште Љубен Лапе во општина Аеродром беше организирана акција за засадување на дрво на генерацијата. На оваа акција присуствуваше и градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин и директорот на јавното претпријатие Македонски шуми Зоран Ѓорѓиев. Дрвото од видот смрека го насадија прводеленците во дворот на училиштето, а целта на оваа акција е кај децата уште од најмала возраст да се развие еколошката свест и грижа за здрава животна средина. Децата ќе имаат голема улога во растењето на дрвото, кое исто така ќе ги потсетува на нивното растење, со што ќе се развива постојана грижа за дрвцето, како полевање и одржување. Од општината информираа дека во дворовите на сите основни училишта на територијата на општината ќе се засади по едно дрво на генерацијата, со што ќе се поттикне свеста кај најмладите за важноста на дрвјата во нивното обкружување, со кое за возврат добиваат чист воздух и здрава животна средина. Црвениот крст на Република Македонија од 20 до 26 ноември ја одбележува неделата на грижа на стари лица преку Црвениот крст на град Скопје и 34 општински организации.
Целта на оваа активност е да се подигне јавната свест за правата на старите лица и да се обезбеди поддршка и грижа на старите лица. Под мотото "Сите сме нивни деца", од денеска па си до 26 ноември Црвениот крст на Република Македонија преку Црвениот крст на град Скопје и 34 општински организации на Црвениот крст низ Македонија ја одбележуваат неделата за грижа на стари лица. Бесплатни прегледи, инфопунктови за здравствена превенција и прегледи, организирани посети, дистрибуција на прехранбени пакети, донаторски средби и хуманитарен концерт организира Црвениот крст на град Скопје во рамки на одбележувањето на оваа недела. На територија на град Скопје функционираат 4-дневни центри за стари лица. За 150 лица се организира посета во домашни услови, а 300 лица во третото доба ги посетуваат дневните центри. Сузана Тунева-Пауновска истакна дека до крајот на 2018 година очекуваат услугите во домашни услови да им бидат достапни на 250 корисници, а во рамки на дневните центри за стари лица бројката од 300 лица што го посетуваат да биде зголемена на 500 лица. Дневните центри за грижа за стари лица представуваат место каде што овие луѓе ги добиваат сите оние социјални сервиси кои што им се потребни и секако дека проценките од терен прават многу важен инпут во она што значи креирање на програми за поддршка на лица во трето доба. Во текот на оваа година, значи завршуваме со еден проект што ќе значи 40 дополнителни негователки во рамките на базата на податоци на Црвениот крст кои што своите услуги ќе ги нудат во домовите на лицата кои што имаат потреба од грижа, а веќе во наредната година овој проект продолжува со дополнителни 15. Очекуваме до крајот на 2018 година 250 корисници да ги имаат сите овие услуги комплетно да им бидат достапни, а секако во рамките на дневните центри за стари лица бројката од 300 лица кои што ги посетуваат овие центри да биде зголемена на 500. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која беше присутна денеска на презентацијата на услугите кои се нудат за грижа на стари лица, истакна дека Министерството води политика за институционална заштита и развој на сервиси на локално ниво за стари лица и ќе одат кон развој на програмата и во 2018 година. Министерството за труд и социјална политика, како за другите граѓани кои што се соочуваат со одредени социјални ризици или исклучување, така и за старите лица, политиката ја води кон институционална заштита и развој на сервиси на локално ниво. Токму затоа Министерството има 12 центри кои што се за стари лица во различни градови на територија на Македонија. Дел од нив се во соработка со Црвен крст, останатите не се во соработка со Црвен крст. Ја разгледуваме можноста да програмата која што се имплементира преку општинската организација на градот Скопје на Црвен крст да се расшири и на цела територија, поради тоа што навистина во регионот имаме добри пракси, но гледам и во Скопје имаме истата добра пракса каде што активно се старае преку овие дневни центри, лицата кои што се во трето доба се вклучени во општествените активности, помагаат на други групи на граѓани, но исто така и тие се грижа за своето здравје и благосостојба. 15% од вкупното население во Република Македонија е на возраст од 60 години и активностите кои им се нудат на овие лица, Црвен крст на град Скопје има тим од 5 медицински сестри, 12 волонтери, 3 одговорни лица во дневните центри и координатор. Во Кинотека на Македонија од денеска до 26 ноември ќе се одржи филмски циклус посветен на современиот шпански филм. Ќе бидат прикажани 7 филмови со превод на македонски и англиски јазик. Филмовите се во селекција на амбасадата на Кралството Шпанија, а влезот за проекциите е бесплатен. Од денеска до 26 ноември во Кинотеката на Македонија ќе се одржи филмски циклус посветен на современиот шпански филм. Ќе бидат прикажани 7 филмови со превод на македонски и англиски јазик. Филмската ревија ќе биде отворена вечер со филмот Среќни 140 во режија на Грасија Керехета. Утре вечер ќе биде прикажан филмот Лудата Хуана на режисерот Висенте Аранда. Потоа следат и филмовите Триман на Сес Гај, Мојата голема моќ на Алекс Дела Иглесија, Братучеди на Даниел Санчес Аревало и Од твојот прозорец до мојот на Паула Ортис. Фестивалот ќе биде затворен со филмот 15 години и еден ден на Грасија Керехета. Филмовите се во селекција на амбасадата на Кралството Шпанија, а влезот за проекциите е бесплатен.
На денешната седница на Советот на град Скопје, градоначалникот Петре Шилегов изјави дека заради препораките да не се одржуваат средби на отворено, се откажува пречекот на Нова година и ги повикува и спонзорите да ги донираат средствата предвидени за прославата на оваа ноќ во добротворни цели, а истото ќе го направи и градот. Продолжуваме ние понатаму. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски во интервју за Урбани вести ги најавува проектите кои ќе се реализираат во општина Петровец и според него акцентот повторно ќе биде ставен на индустриските зони и намалување на невработеноста во општината. Општина Петровец е една од општините во која што локалната власт остана иста, односно не се промени на последните локални избори. Со градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски ќе зборуваме за проектите кои што ќе продолжат да се реализираат во оваа општина. Градоначалник, добре дојдовте. Добро најдоме. Како градоначалник на општина Петровец го почнувате третиот мандат. Колку се промени општина Петровец во изминатите 8 години и од што сте најзадоволен дека сте го сработиле за општина Петровец во изминатите 2 мандати? Што се промени? Па народот си го кажа на изборите што се промени во општина Петровец. Значи, се што ќе кажеме, ние можеме да збориме, можеме да се фалиме, но општина Петровец 2009 и општина Петровец 2017 е огромна разлика. Кога кажам огромна разлика, значи разлика на сите полиња. Дали во спортот, дали во образованието, дали во инфраструктура, на било кое поле. Значи, општина Петровец изнајде сили, изнајде решенија. Значи, јас заедно со моите советници, заедно со мојата општинска администрација, значи, изнајдоме решенија како општина Петровец да се движи со крупни чекори напред. Ние знаеме, кога јас дојдов, имаме 2-3 инвеститори. И ништо повеќе. Денес општина Петровец, заедно со општина Илинден е водечка општина во Македонија, повлезна странски и домашни инвеститори. Ја очекувам сега овој трет мој мандат, веќе да немаме луѓе што ќе инвеститорите што ќе ги направат своите индустријски капацитети, што ќе бараат луѓе, ние ќе немаме луѓе да вработуваме. Така ќе барате од соседните општини. Па здраве, тука не е Илинден, тука не е Газивова, Велес, значи зашто ќе имаме побарувачка на голем број луѓе кои ќе треба да работат во општина Петровец. Во таа насока беше и првата работа што ја направивте како старонов градоначалник, односно издавањето на одобрение за градба во мултифункционалната зона Чојлија. Што значи ова за општина Петровец и за развојот на мултифункционалната зона Чојлија во наредниот период? Мене ми е мило што воопшто општина Петровец не застана во ниту еден момент. Јас бев на работа до предпоследниот ден, до денот на молкот, буквално иде секој ден на работа. И понеделникот реков дека ќе отидам на работа и така и се случи. Значи и понеделникот, првиот ден после молкот, ја бев повторно на работа. Значи жителите на општина Петровец, сите што има обврски да си ги решат своите проблеми со било какви документи, значи не чека во ниту еден момент. Тоа го ветив и тоа го реализирав. И така ќе биде и во иднина. Значи, општина Петровец ќе биде општина отворена за сите жители од општината, без разлика, значи, дали биле од ВМРО, дали биле од СДС, дали, да не зборам, значи, на национална, на етничка припадност, значи, не сум ги двојал луѓето до сега, нема ни во иднина да ги двојам. Токму поради тоа е и тој резултат што го имаме денес. Така, општина Петровец беше единствената општина во Македонија која што доби двојно поголема разлика на последните избори од својот против кандидат. Ако не се лажам, вашите гласови беа 62%, наспроти гласовите од против кандидатот кои што беа 31%. На што се должи толкава разлика и како ја добивте довербата од граѓаните? Довербата се добива единствено со работа. Работа и само работа. И тоа народот го виде, значи жителите на општина Петровец го знаева
го препознава и за тоа гласаат. Не можеш многу полесно е кога прв пат ќе се кандидираш и да победиш или втор пат, а мене ми е трет мандат. Значи народот вика градоначалник по трет мандат и се заситува. Се заситува ако градоначалникот прекине да работи. Ако застане, ако не работи. Ако он се засити од работата и се оддалечи од народот. Ако градоначалникот продолжи нон-стоп да си работи, да биде посветен према сите своји жители, да биде посветен према сите своји населени места, на народот нема да му станеш досаден. Народот ќе те засака и не те напушта. Токму поради сите реализирани проекти во сите населени места, народот гласаше, значи гласаше за Борче Митевски и затоа имаме ова најубедлива победа во Република Македонија. Пред вас се нови 4 години како градоначалник на општина Петровец, освен тоа што ќе продолжите со реализација на веќе започнатите проекти, кој е проектот или пак проектите на кои што ќе дадете приоритет за нивно реализирање во текот на оваа година или евентуално до почетокот на следната година? Па најосновното и главните проекти што ги бара жителите од повеќето населени места, односно, ајде да ќе спомнам, значи, од најголемото населено место, значи Петровец, Ржаничино, Оњанци, тоа е канализациона мрежа. Значи, тоа е проблем кој бара жителите да се реши и огромен дел од финансиските средства од буџетот на општина Петровец ќе биде одвоен токму да го решиме проблемот со канализација. Зашто знаеме дека подземните води се на многу високо ниво, дека и во Петровец, и во Ржаничино, и во Оњанци, тоа е проблем број 1. Ги решиме проблемите, значи, со училиштата, ги решиме проблемите со детски градинки, значи, со спортски терени, но сега ќе се зафатиме, значи, со оној проблем кој финансиски е најскап, но мораме полека улица по улица да го решаваме. Така, овој проект бара многу повеќе време за негова комплетна реализација. Вие и во изминатите 2 мандати веќе започнавте со реализација на проектот за канализациона мрежа. Ке може ли да не кажете до каде е овој проект и каде ќе продолжи да се реализира во кои населени места? Го решиме проблемот со канализационата мрежа во населено место Катланово. Го решиме проблемот со канализациона мрежа во населено место Горна Конјари. Таму ние во завршна фаза, очекувам некаде за 10 до 15 дена да биде завршена и втората фаза и 90% од населеното место Горна Конјари, значи, да биде приклучено кон канализационата мрежа. Значи, пуштиме главна линија во населеното место Ржаничино од влезот на селото до излезот на селото и некаде околу 3 споредни улици. Во населеното место Петровец некаде околу 30 до 35% веќе е поставено канализациона мрежа, но имаме уште многу работа, значи знаеме Петровец дека најголемо населено место, значи и тука ќе дадеме, значи, приоритет. Акцентот ќе биде ставен на населено место Петровец. Првин ќе го решиме Петровец со канализација, па Ржаничино, па Оњанци. Во делот на инфраструктурата и во вашите претходни 2 мандати посветивте големо внимание на асфалтирање на голем број улици во сите населени места. Ќе продолжите ли со истото темпо и во овој ваш мандат? Ние не ни застануваме, нормално дека ќе продолжиме. Ние пред избори и после избори, значи, направиме една улица во Сушица, ќе имаме свечено пуштање со оглед да видиме како ќе бидат само временските услови, значи сепак сакам да види пуштањето на улицата во Сушица од 180 метри должни, да биде сончево времето и да се собере народот и она што го ветив пред избори дека улицата им е направена, да имаме свечено пуштање на улица во Сушица, имаме направена улица во Долно Конјари. Исто така во завршна фаза ни е собликувалната на фудбалскиот клуб Братство од Средно Конјари. Ја завршиме канализационата мрежа во населеното место Ржаничино, така нареченото Горно Мало. Значи таму можат сите жители некаде околу 25
куќи да се приклучат на канализациона мрежа. Петровец ја завршиме улица 3 и улица 5 и сега жителите се приклучуваат. Тука веќе имаме одобрено средства, значи по приклучување на жителите кон канализацијата мрежа, значи веднаш ќе ги асфалтираме и Тројка улица и Петка улица во населеното место Петровец. Исто така, значи од Светска банка имаме одобрено некаде околу 3,5 милиони денари средства за успешно завршен проект, а тоа е изградбата на училиштето Кочо Рацин во Петровец и ќе треба, значи, да оваа недела, евентуално другата недела, да подпишеме договор за соработка меѓу Светска банка, новиот министер Тевдовски и општина Петровец, каде што ќе направиме нова пешачка патека од центарот на Петровец до излезот на Ржаничино од левата страна. Така, ги споменавте улиците кои што веќе се асфалтирани или пак се во завршна фаза, но што е со оние улици кои што се уште не се асфалтирани во некој од населените места? Дали ќе продолжите и ќе асфалтирате во сите населени места, односно сите улици ќе бидат асфалтирани, дали на граѓаните ќе им се реши овој проблем? Значи, јас ветив пред изборите и стојам позади тоа што сум го ветил, дека во третиот мандат нема да има ниту една улица неасфалтирана или непоплочена со бетонни плочки. Значи, во сите населени места, без исклучок дали има 15 жители, дали има 3.000 жители, како што е Петровец, повеќе од 2.500 жители, значи, сите улици ќе бидат или асфалтирани, или поплочени со бетонни плочки. Проблемот е највеќе во Петровец, бидејќи имаме улици некаде кај што имаме поставен асфалт. Моите претходници земале, асфалтирале, но не мислеле дека треба да се стави канализациона мрежа. Сега имаме дупли трошоци. Сега ќе треба тој асфалт да се уништува, ќе треба да копаме, да ставаме одводни канализациони цевки и после повторно да асфалтираме. Младите се исто така на кои што посветивте големо внимание во вашите мандати. Млади, образование, спорт. Сведоци сме на ново училиште, на нова детска градинка, на темелна реконструкција на сите основни училишта. Што ќе преземете понатаму во оваа насока во инвестирањето во младите? Па јас сум горд као градоначалник, бидејќи кога дојдов првиот мандат, ветив дека младите ќе ги повлечеме од улицата и деца ќе насочиме во спортот. Токму и тоа го реализираме, значи отвориме неколку фудбалски клубови, значи јако да имаме фудбалски клуб Петровец, сега имаме фудбалски клуб Средно Коњари, трета лига, фудбалски клуб Петровец, трета лига, фудбалски клуб Долно Коњари, фудбалски клуб Ржаничино, имаме теквондо клуб, таму имаме, значи, како Иво Сандев, значи, дечко кој освојува медали веќе на европско ниво, имаме играорни друштва, значи некаде околу 300 деца веќе ни се повлечени од улиците, веќе се насочени во спортските сали. Токму и затоа имам значи барање од жителите од Катланово, да не го испуштим и тоа, значи за изградба на мини спортска сала. Тендерот ќе го обновиме овие 2 дена, 3, имаме нов оглас за избор на фирма каде што ќе направиме мини спортска сала во населеното место Катланово. Исто така, само ќе направиме во Средно Коњари, само таму ќе биде малце поголема спортска сала, бидејќи во населеното место Катланово имаме многу мал број на дечиња и затоа правиме мини спортска сала, додека во Средно Коњари имаме некаде околу 300 до 320 деца кои таму учат и таму спортската сала малку ќе биде поголема. Може ли да кажеме дека сите деца од сите населени места имаат услови да спортуваат, да се рекреираат, да се дружат? Па е да го спомнеме Сушица. Населено место со некаде околу 10 на 15 дечиња. Значи таму во училишниот двор им направив игралиште за мал фудбал, им направив детски забавен парк. Значи за 15 деца сме направиле игралиште, кај што може да играат фудбал, кај што може децата да се забавуваат на детскиот забавен парк. Исто тоа го имаме направено во Горно Коњари, фудбалско игралиште, детски забавен парк. Исто тоа го имаме направено во поголемите населени места, Средно Коњари, Долно Коњари, Ржаничино. Да не ги набројам, значи сите и Катланово, и Петровец, и Водњаци.
Сите населени места имаат спортски терени, имаат детски забавни паркови и се оно што ќе го побараат нормално во рамките на финансиските можности на општина Петровец ќе продолжиме да градиме. Сведоци ќе бидеме што ќе се работи во наредните 4 години во општина Петровец. На почетокот од нашиот разговор споменавме која е разликата и што се постигна во овие 8 години во општина Петровец. Еве сега за крај на нашиот разговор да резимираме или генерално кажано што ќе ги очекува граѓаните на општина Петровец во наредните 4 години. Ја реков, главен акцент ќе ставиме на одводната канализациона мрежа. Ќе бидеме сведоци на отварање на една од најмодерните болници во Македонија. Тоа е италијанската инвестиција од Евро Италија од Италија, значи веќе првиот спрат функционира, значи функционира лабораторија, функционира радиологија, има уште 3-4 оделенија кои веќе функционираат во приземјето, но како ги опремуваат нагоре спортовите, така ќе имаме и примање на голем број медицински сестри, доктори, веќе примаме од надвор, ќе имаме примање на болничари, на технички персонал, значи ќе бидеме сведоци каде што општина Петровец ќе има потреба од голем број на вработување. Како во индустријската зона Чоилија, која сме сведоци дека овие денови влегуваат од Белгија инвеститори, влегуваат од Италија инвеститори, влегуваат од Албанија инвеститори и голем број домашни инвеститори кои веќе градат. И еве сосема за крај уште едно прашање за зоната за домување во Ржаничино. Колкав е интересот тука? Дали граѓаните ја препознаваат вашата работа, дали го препознаваат развојот на општина Петровец и бараат да бидат жители на оваа општина? Значи имаме голем број на млади брачни парови од Скопје што доаѓаат и купуваат парцели и ќе живеат во не само во Ржаничино, него сакаат да направат такви парцели во Петровец. Но првин да ги продадеме, веќе се 90% продадени парцелите во Ржаничино. Значи таму и веќе се гради, значи Ржаничино ќе се с големи бројот на жители, сигурно некаде уште со 200 до 250 жители ќе биде поголемо. Планирам и за Петровец да направам уште едно барем 100 такви парцели, зашто имаме млади брачни парови од Петровец кои се заинтересирани да си купат такви парцели и да градат во самото населено место Петровец. Така, значи веќе се препознава развојот на општина Петровец. И се препозна и се гледа. Јас ќе ви посакам успех и во новиот мандат, во наредните 4 години да продолжите да работите со исто темпо како што работевте во изминатите 8 години. Ви благодарам и вас на поканата и поздрав до моите жители од општина Петровец и само нека пратат како општина Петровец работи и за сите забелешки, за сите критики за че општина Петровец е отворена да дојдат и да ни сугерираат. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вие останете понатаму со програмата на МТМ. Второ место за младиот Методи Бужаровски на државното првенство за средни училишта во пинг-понг, што се одржа во Прилеп. Како што информираат од општина Карпош, на првенството за титулата државен првак во машка и женска конкуренција се надпреваруваа средношколци од повеќе градови во Македонија. Методи Бужаровски од општина Карпош го освои второто место на државното првенство за средни училишта во пинг-понг, што се одржа минатиот петок во спортската сала на средното општинско училиште Ѓорđe Петров во Прилеп. На првенството за титулата државен првак во машка и женска конкуренција се надпреваруваа средношколци од повеќе градови во Македонија, информираат од општина Карпош. Првенството го организираа Сојузот на училишен спорт на општина Прилеп, Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а покровители беа Агенцијата за млади и спорт и Министерството за образование и наука. Од општина Карпош информираа дека Методи Бужаровски е ученик во 3-та година во средното училиште Никола Карев во општина Карпош. Тој е еден од најперспективните млади пинг-понгари во Македонија, член е на јуниорската и на сениорската репрезентација во пинг-понг и повеќе кратен првак во кадетска конкуренција. Од
Од утре метеоролозите најавуваат период на стабилно и суво време со ниски утрински температури кои наместа ќе се спуштат под нулата, а дневната температура ќе биде во пораст. Следува МТМ Метео. И за крај имаме уште едно соопштение од град Скопје, каде што информираат дека денеска до 14 часот биле донесени 217 барања за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Скопје за купување печки на палети. Комисијата ги разгледува пристигнатите барања и врши увид на инсталирање печки кај барателите кои што ги исполниле условите наведени во објавениот јавен повик, се дополнува во соопштението од градот Скопје. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на МТМ. Повеќе информации имате на mtm.mk. Довидување.